Господине Ковачевски, како го коментирате ставот на Мицковски на неговото вчерашно гостување на Сител, кој што побара еден вид реципроцитет, писмени гаранции од Европската унија и Бугарија за македонскиот јазик, идентитет и малцинство во Бугарија, наспроти тие што бараат за сооднос на бугарите во Македонија? Најпрвин, разговорите со Република Бугарија се водат во духот на европските вредности, се водат врз основа на задржување на дигнитетот на граѓаните на двете држави. За тоа веќе ја имам информирано во неколку наврати, исто така има информирано и господинот Османи, министерот за надворешни работи. Ние веќе имаме во собранието донесено резолуција, врз основа на која што ги имаме поставено нашите преговарачки позиции во овој процес. За се она што се случува во рамки на преговорите, министерот Османи веќе информираше на целодневна расправа во Комисијата за надворешни работи во собранието, а после секоја средба која што ја има со своите бугарски колеги, тој тоа исто така го прави пред медиумите и пред граѓаните. Исто така и јас и премиерот Петков во своите настапи после нашите средби ги објавуваат сите детали за кои што се разговара и можам да ве уверам дека се она што се разговара е во духот на резолуцијата која што ние имаме донесено во нашето собрание и во духот на европските вредности. Се разбира, во целиот тој процес е вклучена и Европската комисија, бидејќи на крајот на денот преговарачката рамка треба да биде одобрена од сите земји членки на Европската унија и врз основа на тоа Македонија да го добие датумот за отпочнување на првата меѓувладина конференција. Зошто досега, што е причината што досега нема лидерска средба? Прво, јас се среќавам со сите председатели на партиите кои што се наоѓаат во коалицијата која што е на власт во Република Северна Македонија. Инаку, доколку зборувате за барањата за средби на кои што единствено ќе се зборува за предвремени парламентарни избори, како што гледаме низ медиумите, јас веќе во неколку наврати кажав дека не сум човек кој што подлегнува на притисоци и на закани и на уцени. Ние во овој момент, доколку единствена точка која што опозицијата смета дека треба да се разговара е предвремени избори, тогаш таква средба и нема да има, бидејќи уште еднаш сакам да повторам дека избори ќе има ново 2024 година. Во овој момент на Република Северна Македонија е потребно лидерство, и тоа лидерство и одговорност за справување со големите предизвици кои што ги имаме во оваа кризна година, а тоа е енергетската криза која што е европска и која што имаме во Република Северна Македонија, здравствената криза која што се уште е присутна преку новите соеви на коронавирусот, омикрон и новите негови подсоеви, ценовната инфлација која што е транзиторна и светска ценовна инфлација и со која што исто така се справуваме преку носење на соодветните одлуки, и тоа се темите за кои што треба да разговараат одговорни политичари во државата. Така, премиерот на Бугарија објави фотографија на која вие сте исечени. Како го коментирате потегот на бугарскиот премиер? Веќе имаше вчера изјава од страна на пресслужбата на бугарската влада дека се работи за ненамерен пропуст. Јас и премиерот Петков и нашите делегации имавме навистина одлична комуникација во рамки на Михенската безбедносна конференција и сакам да верувам дека одговорот кој што е даден од пресслужбата на бугарската влада е тој кој што е вистинскиот и дека ќе продолжиме со успешната комуникација и во иднина. Ваш коментар за пролетната офанзива на Мицковски и на Касами за најавените предвремени избори кои што ги сакаат? Јас веќе го одговорив тоа прашање. Ние во моментов не ни се потребни избори ќе има, меѓутоа во 2024 година. Сметам дека треба да бидеме сите единствени во справувањето со најголемите предизвици со кои што се соочува државата, бидејќи ова е кризна година. Кога зборуваме за единство, тогаш зборуваме за единство во однос на сите проекти, а кога опозицијата и Мицковски зборуваат за единство, тогаш тука има еден проблем, затоа зашто се работи за една обична невистина, со оглед на тоа што секој напредок во разговорите со Бугарија се креира се користи да се креираат тензии, да се креираат лажни вести, да се измислуваат нови декларации кои што никој не ги поддржува во Републичкото собрание. Исто така ние со Република Бугарија имаме нов пристап во разговорите, каде што се разговара на теми кои што значат подобар живот за граѓаните, подобра комуникација, подобра економија и подобра соработка помеѓу двете држави. Еве да ве прашам дали една од тие иницијативи до сега ВМРО, ДПМН и Мицковски поддржаа? Одговорот е не.
Единствено она што го гледаме е само обвинувања за некакви си пазарлуци, пазарења, а при тоа имаме еден транспарентен процес во кој што и министерот за надворешни работи, и министерот за евроинтеграции, и јас како премиер за секоја средба информираме како преку медиумите, така и соодветно во комисиите во собранието. Тоа е кога конечно ќе биде завршен патот Штип-Радовиш и втората работа е колку е вкупниот инвестиционен влог во источниот регион. Па еве, како што кажа и председателот на владата, се наоѓаме во една силна градежна активност и офанзива во целата држава. Пред се во источниот регион веќе се завршуваат овие големи капитални проекти во патната инфраструктура кои што од независна Македонија во овој дел не се направиле. И тоа е се со цел да го фатиме чекорот и со новото време и да овозможиме на граѓаните подобри услови за патување, да овозможиме на граѓаните побрза комуникација, побрз проток на стоки и услуги и секако многу важно е и да ја зголемиме безбедноста во целиот регион. Така што можам да кажам дека само оваа патна врска од Штип до Кочани е со инвестициона вредност од некаде 46 милиони евра. Експресниот пат Штип-Радовиш кој што е веќе завршен и е пуштен практично во употреба, е во функција, е со вредност од некаде 64 милиони евра и сите останати рехабилитации, патот до Пониква, целиот патен правец до граничниот премин Делчево, рехабилитацијата на останатите патни правци од Крупиште до Пробиштип е инвестиција од некаде преку 120 милиони евра само во овој регион, дополнително во централниот дел на државата, патиштата кон Прилеп, во североисточниот дел коридорот 8 од Ранковце до Крива Паланка и граничниот премин со Бугарија. Тоа е тоа е од огромно значење и е со огромна вредност за иднината на оваа држава и за побезбедни патишта за нашите граѓани и за нашата економија. Министер, дали заврши тендерот за свлечиштата на автопатот Штип-Миладиновци? Гледаме таму дека има многу навистина коментари од страна на возачите. Тоа е едно од прашање. А второто е како го коментирате тоа што претеничката Маја Марачанин најави иницијатива за надзорна расправа за законот за Дивоград? Најпрвин за двете свлечишта кои што се на автопатот Миладиновци Штип. Веќе најавив дека професорите од Градежен факултет направија увид на терен, ги констатираа состојбите таму. Денеска и утре веќе тимови на јавното претпријатие Македонија пат ќе извршат увид за да се констатира која операција од постоечките на терен може да ја извршат и да ја завршат како јавно претпријатие, а се она кое што ќе биде потребна поголема механизација, ќе биде избрана компанија на тендерска постапка, која што тендерска постапка веќе е во тек. Така што се прават сите подготовки да се санира ова свлечиште, овие две свлечишта и автопатот целосно и комплетно да биде со целиот свој обем пуштен во функција. Што се однесува до Законот за бесправно изградени објекти, јас во многу наврати веќе дискутирав дека ние сме подготвени за дебата секаде и на секое ниво, со пратениците пред се, заради тоа што сметам дека овој закон е потребен за граѓаните на нашата земја, на кој што им е потребен кров над глава, заради социјалниот аспект во државата, и заради тоа сме подготвени да дискутираме и во собранието и надвор од собранието, доколку државата е подготвена, доколку пратениците се подготвени во мнозинство да донесат ваков закон, тоа ќе биде во ред, но доколку пратениците одбиваат да дискутираат или одбиваат да го изгласаат ваквиот закон, тогаш државата ќе го повлече тој закон. И заради тоа подготвени сме, дискутираме, како и досега. Важно е да знаат граѓаните дека водиме грижа за нивните проблеми. Нивните проблеми не ги ставаме под тепих, туку отворено дискутираме и така ќе продолжиме и во идниот период. Господин Рустеми, кога ќе бидат готови патарините на релацијата Штип-Миладиновци? Дали Македонија ќе има во план да воведе винетки или пак ќе се држи до предлогот на Европа до 2026 година да воведе нова форма на плаќање на патарина? И третата работа, техничките карактеристики на оваа делница. Ви благодарам. Како што гледате, ние интензивно се работи на двете патарини во Преот и Кадрифаково и очекуваме до крајот на месец март тие да бидат целосно комплетирани. Кога зборуваме за начинот на плаќање на патарините, тоа е утврдено за висината на цената, утврдената според Законот за државни патишта.
но истовремено треба да ве информирам дека ние како јавно предпријатие веќе имаме еден модел, тоа е модернизација на коридорите 10 што е веќе извршена, каде што имаме електронско плаќање. Тоа е подобра метода, тоа се поддржува и од Европска унија. Веќе и во Европска унија доста држави веќе имаат иницијатива да ги тргне винјетите и да си преминува на електронско плаќање. Ние веќе имаме овде електронско плаќање. И овие двете патарини во релација Миладиновци и Штип ќе бидат со електронско плаќање. Исто така и во коридор 8 ние интензивно се работиме и до крајот на годината и таму ќе имаме електронско плаќање. Цената на патарините се утврдува според законот, по километро е 2,57 денари. Така што во превод ќе биде 50 денари, а Кадрифаково ќе биде 70 денари цената. А техничките податоци за оваа делница се експресниот пат ќе биде со ширина од 11,4 метри, ќе има 4 ленти по 2 коловозни од по 3,5 метри и 2 ленти за застанување од по 2 метри, како и 2 рабни ленти од по 0,20 метри. Максималната брзина на ова делница ќе биде 110 км на час. Изведувач е Синохидро, а надзор е Патинвест инженеринг од Република Бугарија. Само да прашам, се размислува ли некаква корекција да се направи во цената на патарините, бидејќи граѓаните од источниот регион, посебно од Штип, велат дека станува вистински грабеж на толку мало растојание да имаме дури 2 патарини? Секако ние во контакт сме и со Министерство за транспорт и врски, и со Министерство за финанси и влада и ќе разгледаме сите можности во текот на ова година, ќе разгледаме сите можности на кој начин и како ќе бидат цените на патарините во Република Северна Македонија. Не можем пред време да ви кажам, ние се вршиме анализа, се врши целокупната анализа, бидејќи сите приходи што доаѓаат од кај патарините, ние ги вложуваме на изградба на нови патишта и реабилитација на сите патишта што ги имаме во држава, што спаѓаат кај државните патишта.